Драги мои пријатели, еве ме со утринското кафе во прекрасната атмосфера на ресторанот Дуомо во скопската населба Капиштец. Паркинг има, не се секирајте, иако сум јас рано наутро, буквално што се вели ги разбудив моите домаќини тука, но тие верни и орни постапија по договорот што го направивме и нормално ме дочекаа за да приготвуваме уште еден извонреден рецепт. Како што бива на вистински професионалци, овдека во ресторанот ги приготвиле нормативите, тие не чекаат во самата кујна, каде што не чека и маестро Љупчо со кој што ќе го готвиме денешниот извонреден специјалитет. Да не должам многу, се гледаме таму. Драги мои верни пријатели на гурманските приказни, добро утро и ова утро од прекрасниот ресторан Дуомо. Дуомо тука некаде му доаѓа двајца, а ние сме и ова утро двајца, значи јас и маестро Љупчо. Добро утро. Добро утро. Како си ми ова утро? Па добро да речеме. Подмирен се во ред? Да. Од дома дојден весел? Весел. Весел, да. Раздраган, како што треба, кафе пиевме. Да. Значи си се напивме утринско кафе, си завршивме и таа работа и подготвени сме во кујна number 2, затоа што имаме и кујна number 1 од другата страна. Значи прилично интересна овдека комбинацијата на кујни и конфигурацијата на ресторанот. Можете да дојдете да повелите да видите, навистина ексклузивен прекрасен ресторан во населбата Капиштец и во кујната ние ќе готвиме, нели тоа и се прави во кујните, се готви, се подготвува храна за добрите луѓе, за обичните луѓе и за оние малку понеобичните. Љупчо, кажавме дека си ми добар ова утро, кажи ми денеска што ќе готвиме. Денеска имаме нешто специфично, нешто карактеристично само за овој ресторан. Да, денеска ќе спремаме пилешко од Дуомо, тоа е специјалитет на куќата. Така, за пилешкото што ни треба сега? Поред да фатиме, да, значи по норматив. Ни треба нормално пилешко. Пилешки гради околу 200 грама, 200 грама. Добро. Потоа ни треба моцарела. Моцарела. Печурки вргањ. Печурки вргањ. Пршут. Пршут. Гледам таму имаш шеф микс. Имаш нормално шеф микс, кари од котањи. Да, тоа сенф. Брашно, презла или лебни трошки, што би рекле, неутрална павлака, јајца за панелење и тоа. Добро, и генерално тоа е тоа. И имаме евентуално бивер исто од котањи. Во овој рецепт доаѓа и гарнир, нели? Да, гарнир мешан зеленчук. Добро. Мешан зеленчук од броколи, морков и кумпири. Так. Кога кажавме што се нормативите, навистина извонредно, што ни е првиот потек за да го приготвиме ова јадење? Што треба прво да направиме? Па први вземаме пилешкото. Го отвараме. Значи треба да го отвориме. Да. Го сечеме од десната страна. По дебелата. Ако сте лева, под левата. Добро. Потоа и треба да го исчукаме. Да, треба да го исчукаме. Одлично. За сите што не знаат, значи јас сметам дека е готово. Чукањето на месото обично се прави за шницли за да се приготви побрзо и за да влезе она масло, нели, во него, за да го приготви внатре, значи да го скратиме процесот, затоа што во принцип подебелите парчиња месо, нели, остануваат крвави, живи. Да. Што е потребно сега да направиме? Сега земаме моцарела. Моцарелата, веројатно знаете, тоа е кравјо младо сирење, кое што се прави по посебна рецептура и нели прилично е добро за јадење. Својата светска слава ја стекна со пицата, каде што осна шеф микс. Посолуваме се. Така, со шеф миксот, која што ја стекна својата светска слава со пицата, нели основата на пицата и правата италијанска пица е домат, моцарела и тесто и малку босилок. Исто така ставаме вргањ.
Добро. Вргањето ни е веќе подготвен. Да. Или треба да го исечкаме? Малце да го... Да, даската не е широка, тука гледам. Овие се прекрасни даски, јас морам една ваква да си земам. Ќе им спомнам на менеджментот од Дуомо да ми спомнат Пршут. каде ја имаат купено. Пршутчето. Одиме на ленти и се реди во правец на моцарелата Да. и на вргањето. И сега го ролуваме. Значи прво го затвараме од контрастраните, Да. а потоа Така малце го притискаме да... едно искуство, значи за сите оние што гледаат, дека многу добро знаете дека треба да фатите со целите раце, со целите дланки. Немој да виткате со 3 прста, затоа што ќе ви се расте. Целосно фаќање, за тоа што мора така да се направи да се извитка. Што е потребно сега да подготвиме? Треба да го испанираме. Значи треба да го приготвиме за приготвување во тала. Да. Така. Ајде да го направиме тоа, па подоцна ќе се преселиме нели на шторетот каде што ќе готвиме. Почитувани пријатели, покрај малите екрани, нормално јас сум вашиот гостин секој ден во ова утро и во ова време. Значи гурманските приказни тука полека привршуваат. Ресторан Дуомо, наш домаќин и извонреден рецепт, значи пилешко ала Дуомо или рецепт едноставно кажан Дуомо. Јас ќе си пробам, морам да ја растурам оваа архитектонска конструкција, овој споменик на готварските вештини. Ова изгледа навистина прекрасно. Еве малку и од сосот. Имаше една реклама, велеше фантастично. Без фант, но фантастично. Се гледаме утре во истото време. Чао.